Почитувани, добро вечер. Нова епизода од серијалот подкасти ВМРО ДПМН зборува. Вечерва ќе разговараме на тема енергетика. Ќе разговараме за новиот закон за енергетика, ќе разговараме за цената на струјата, ќе разговараме за инвестициските планови, но и за гасоводот. На моје огромно задоволство, вечерва разговарам со министерката Сања Божиновска, министерка за енергетика, рударство и минерални суровини. Министерка, добро вечер, добро ве најдов. Добро вечер и благодарам за поканата. Мене ми е многу драго што вечерва сте со нас овде во овој наш подкаст и навистина ми е многу драго што ќе имаме еден интересен подкаст на кој што ќе разговараме за актуелни теми, меѓутоа и за оформувањето на ова ново министерство кое за прв пат го раководите вие. Јас би почнал со една кратка ваша историја, иако веќе сите и ве знаат и ништо имате поминато и вашето образование и да речеме она што го имате направено во вашиот живот, но јас би сакал од другата страна да ни кажете која е Сања Божиновска, зошто таа се врати во Македонија да биде првата жена министер за Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Вака да почнам, најпрво се сметам за македонка, која по 26 години живот поминат надвор од Македонија, се враќам во својата родна татковина за да можам да ги имплементирам и се што имам научено во овие 26 години, за кои сметам дека имам стекнато огромно искуство, конекции, соработка со врвни светски фирми, да можам да го имплементирам тука во Македонија. Ми представува особено чест и задоволство што можам да сум на чело на првото Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини, кое што е еден голем предизвик, меѓутоа и одговорност, бидејќи да се направи нешто од нула, тоа е сериозен предизвик. Како што кажавте, јас на 18 години заминав во Прага, во Чешка, за да студирам, потоа бев во Холандија да магистрирам и некаде од 2004 година почнувам со работа со трговија на електрична енергија. И од тој прв ден јас се движам во енергетиката, што значи неколку интернационални фирми поврзани со енергетика во неколку држави со стекнато огромно искуство кое може да кажам дека оваа година дена може да се види, се надевам дека веќе се гледа, има огромни резултати. Јас би сакал да ве прашам дали тоа искуство сега многу ви помага во вашата работа, односно во улогата на министер. Да. Ми помага многу, најпрво од поставување на работите, бидејќи не е лесно да почнете од нула. Значи ние почнавме во една канцеларија каде го основавме министерството. Тука се и административните процедури, секако, меѓутоа некои работи, например имплементирање на легислатива, контакти мора да соработуваме со Европска унија, значи тука веќе постојат некои процедури и некои можности како може да се надминат некои работи, секако дека користат веќе секогаш најбово да ги употребите искуствата и практиките кои носат успех. Јас би сакал сега тука да го надоврзам ова, бидејќи во нашата програма и во предизборните ветувања говоревме доколку дојдеме на власт, граѓаните ни ја дадат поддршката, ќе се оформат неколку нови министерства, меѓу кои и ова министерство каде што сте вие на чело. Може ли да објасниме вака на гледачите зошто имавме обврска да го формираме ова ново министерство? Најпрво, енергетика е една сериозна област и тоа не само енергетика, значи тука и минералните суровини и рударството, како што знаеме во Македонија има доста рудници и луѓе кои се занимаваат со тоа. И тоа е еден двигател на секоја економија и во сите земји членки на ЕУ и во соседите постои веќе одавна министерство и јас сметам дека ова требало да биде направено многу одамна. Меѓутоа се чекаше долго време и конечно 24 јуни 2024 година се основа ова министерство и сметам дека тоа е исклучително добро, бидејќи за оваа година ние покажавме резултати. И тука соработуваме и со Европската унија и правиме координација на сите фирми, имаме основано и доста интерно, значи сектори кои се занимаваат и тука веќе има еден посериозен пристап кон енергетиката, за која што и во програмата и секако е нешто што ќе не движи напред и нашата економија.
што значи дека ова требало да се направи многу поодамна, меѓутоа еве мене ми припадна таа чест да бидам начело на ова министерство. Јас би сакал сега да ве прашам со оглед на тоа дека пак на крајот на денот една година е ова министерство, дали министерството веќе си сега, да речеме, независно и си има своји оделенија, сектори кои што си функционираат она баш како што треба? Формирање на министерството е еден сериозен предизвик. Мислам дека имаме уште да се справиме. Ние сме 106 вработени. Со систематизацијата во еден период би требало да сме 250. Меѓутоа и со овие 106 вработени, тука се вклучува и инспекторатот кој доаѓа во министерството. Сметам дека направивме многу голем исчекор. Тука и реформската агенда кој ја слушаат и мислам дека сите се запознаени, тоа ни е услов за влез во Европската унија. Имаме различни сектори, секако ни требаат повеќе луѓе, така да секако да, не сме докомплетирани, но и со ова темпо, значи за една година, мислам дека постигнавме сериозни напредоци. Она што е наактуелно е новиот, односно би рекол првиот закон за енергетика. Може ли да ни објасните подетално кои се придобивките и што значи за нас ова закон за енергетика? Вака, најпрво, овој закон требало да биде донесен до 31 декември 2023 година. Не навлегувам зашто не бил донесен. Ние институционално морам да кажам и да ги поздравам сите вработени. Порано, значи, сме плаќале огромен број на средства за надворешни консултанти. Овој пат, за прв пат, институционално работевме на законот, значи сите вработени работеа. Работевме на крајно на транспарентен начин, односно ги повикавме сите учесници на кои се релевантни за законот. Имавме околу 16 јавни расправи, бевме на линија со Европската унија и со енергетската заедница од Виена, што значи дека ние работевме целосно транспарентно и можам да се пофалам дека овој бев и во Брисел и беше пофален од сите. Ги имплементиравме сите ЕУ практики. Значи целосно се имплементирани ЕУ пакетот за чиста енергија. Законот е 300 страници, значи има сериозно голем број на работи кои се имплементираат. Ништо што е добро, еве на пример, првпат се воведуваат батериите, односно за складирање, бидејќи тоа го немаше до сега. Понатаму има првпат се воведува методологија за мерење на енергетска сиромаштија. Знаеме дека во Македонија голем број на граѓани имаат проблем со плаќање на своите сметки. Тука ние како држава водиме грижа, односно воведуваме финансиски и нефинансиски мерки. Што значи нефинансиски? На пример во зима не постои можност да ви исклучат од снабдување со електрична енергија. Секако за финансиските ние веќе оваа година имавме некои мерки за ранливи потрошувачи, што значи доделуваме средства од министерството и тоа ќе го правиме и понатака. И заедно со ЕВН и со Министерството за социјални работи ние правиме методологија и ја мериме таа енергетска сиромаштија. Понатаму за прв пат формираме граѓански заедници. Тоа значи, ако живеете во некоја поголема зграда, може да се здружите вие, повеќето членови, може да ставите соларни панели и може заедно да работите да ја смалите цената на електричната енергија. Тука имаме и е-мобилност, што значи тоа и за новите електромобили, значи има регулирано каде ќе има полначи. МЕПСО, систем операторот, преминува во Министерството. Исто така ќе има за странските инвеститори, ќе има јасни одредби за инвестиции, значи ќе имаме еден план и секако сакаме да се инвеститорите сигурни, односно да имаат, кога гледаат дека една држава ги имплементира ЕУ законите, тука ќе биде значи посигурно за нив. Што значи дека го напоменавте тоа и многу е важно дека е во релација со стандардите на Европската унија. 100% сме усогласени со ЕУ. Ки спомнавте инвестициите, меѓутоа подоцна ќе го поставам тоа прашање. Секогаш е актуелна цената на струјата, го споменавте вие, ги споменавте и мерките за граѓаните, финансиски и нефинансиски. Меѓутоа, дали може да очекуваме да речеме едно намалување во иднина на цената на струјата, да имаме подобри сметки, пониски за граѓаните? Па најпрво да ви кажам дека цената на електричната енергија ја одредува регулаторната комисија и таа се состои од повеќе фактори. Секако еден од чинителите е цената која ќе ја даде ЕСМА. Само за споредба да ви кажам дека во 2017 година произведствената цена на електрична енергија беше 37,
Ние кога дојдовме, таа беше скоро 140 евра, што значи за овие 7 години таа е неколку пати зголемена. Не навлегувам во причините зошто е зголемена, меѓутоа сето тоа што е правено за овие 7 години, тешко е да се очекува дека ние за една година ќе ги намалиме драстично, меѓутоа ние правиме се за да прво имаме целосно снабдување, значи сигурност снабдување со електрична енергија, бидејќи ние капацитетите ги дочекавме во катастрофална состојба, значи немало ремонти, хидропотенцијалот е немилосредно трошен, што значи менаџментот ги направи сите надчовечки напори за да може зимата да се помине и сега се прават редовни ремонти, сега ќе има нова цена на електрична енергија во овој период. Јас сум цврсто убедена дека ќе нема ценовни скокови, значи до крај на годината дека нема да има поскапување, ќе видиме наскоро кои ќе бидат од 1 јули и до крајот на годината ќе гледаме да имаме некоја стабилизација. Па понатаму се надеваме дека ќе работиме на тоа, меѓутоа една година е многу мал период се да се надокнади што за 7 години е, да кажам, девастирано, меѓутоа ние работиме на тоа. Се согласувам дека за една година не може да се речи онај јас би го рекол ураган што го има направено претходно во изминативе 7 години, но добро што барем нема да се зголемува цената на струјата, за разлика од изминативе години кога имавме навистина големи ценовни шокови. Ги спомнавте инвестициите, морам да прашам за Чебрени галиште. Со стратешкиот договор со со Обединетото кралство ќе има доста придобивки. Кои се тие придобивки за нас? Вака, Чебрени галиште е нешто што сите инвеститори го знаат, бидејќи на жалост имаме 14 тендери кои биле неуспешни до сега. Ние за тоа под покровителство на Министерството формиравме една работна група составена од голем број на експерти. Неколку месеци работеше групата за да видиме што точно, значи тоа е сериозен проект, значи цената ќе изнесува сигурно 1 милиарда, што значи дека тоа е исклучително и стратешки проект за нашата држава. Јас мислам дека и сите би сакале да е тоа наш македонски проект, секако да биде наша, бидејќи ние кога имаме домашно производство, тоа би било одлично. И тука не се работи само за производство на електрична енергија, значи тука се работи и за наводнување на тој регион, исто така и за туристички бенефиции, значи има повеќе придобивки. Ќе видиме, сега знаеме дека е актуелно тие 5 милиарди фунти или 6 милиарди евра. Јас се надевам дека ќе има еден дел и за енергетиката, со тоа што ќе видиме под кои услови ќе бидат овие средства, за да видиме и да израчунаме што тоа значи за нас. И секако тоа е проект кој ќе се гради на 7-8 години, што значи дека тоа е сериозен проект. Сакаме да бидеме сериозни, некако овие 14 тендери што беа до сега, значи да пристапиме стратешки, сериозно и да видиме кои се колку средства ќе ни треба, кога ќе ни требаат тие средства, бидејќи не треба одеднаш да се платат тие средства, така да ќе видиме што и како тоа ќе значи, меѓутоа се надевам дека брзо ќе дознаеме точно. Значи ова е еден од проектите кои што ќе се да речеме гради, формира на неколку години, но ќе биде од големо значење за Македонија, во иднина и за ваков стратешки проект е сериозни за регионот, не само за Македонија, ова е сериозен проект. Тоа е одлично. Сега би сакал да поразговарам и за гасоводот со Грција. Мисля, че ни пред некое време беше склучен тој договор. Би сакал да ве прашам, доколку ние имаме можност и да се поврземе и со Србија? Дали би станале ние земја на транзит на газ? Вака, најпрво, кога се оформи Министерството, една лоша вест што ја начекав е тоа дека тендерот беше започнат, траеше 9 месеци за изградба на делот од македонската страна, значи до границата со Република Грција, а тој тендер беше поништен. Ние во рекордно време успеавме да се распише нов тендер, иако тука беше и нова година и празниците, и успеавме да го финализираме и да го доведеме до подпис, значи ние го подпишавме тој договор. Многу сум задоволна што цената постигната на тендерот што ние го спроведовме 12 милиони евра поевтина од претходната цена, што значи тие 12 милиони евра остануваат во Македонија и остануваат за да се искористат за некои други инвестиции за доброто на граѓаните. И секако друг факт што ме радува е тоа што тендерот го доби македонска фирма. Што значи дека таа македонска фирма ќе го гради овој гасовод. Ќе
ќе имаме исто надзор, избран интернационален, и тука се поставува и прашањето, бидејќи ова ќе биде втор влез, веќе имаме една конекција со Република Бугарија, значи ова ќе биде втор влез, што значи ќе можеме да доаѓа газ и од Азербејџан и од останати држави. Со тоа што Македонија е транзитна држава, имаме да направиме само 25 километри со Република Србија. Ние подпишавме меморандум за соработка, значи Министерството за енергетика, минерални суровини и рударство со Република Србија, и сега ќе најдеме инвеститор и за овие 25 километри, што значи од Република Грција низ Македонија преку Србија може да ја снабдуваме преку Србија, значи Централна Европа. Се надевам дека тоа ќе се случи наскоро. Рокот е 22 месеци, што за енергетски проекти е брзо. Ништо во енергетиката нема, значи месец-два, тоа не постои, а се планира унапред. 22 месеци е рокот за изградба и се надевам дека за следните 2 години ние ќе поставиме и друг проект и тука веќе ќе може да зборуваме дека ќе сме транзитна земја и ќе бидеме на мапата во Европа. Што значи дека веќе европски и светски ќе бидеме познати на таа сцена? Да, веќе сите тоа го знаат, значи го поздравија и се многу среќни што веќе ние сме на мапата и на конференциите каде што одам и ја представувам Македонија, сите се задоволни бидејќи некој се појавува на состаноците, што не било така во минатото и веќе имаме конкретни проекти кои се финализираат и кои се гледа дека се сработени. Ова значи повеќе пари, повеќе можности, поголем раст на бруто домашно. Тоа е одлично за нашата држава и да почнеме и ние да бидеме како една од поголемите европски земји. Како за крај шлак на овој подкаст, би сакал дали може да ни откриете кои се вашите следни планови во Министерството? Да, во Министерството работиме најпрво на легислативата. Освен овој сериозен закон што го донесовме, ние работиме и на законот за обновливи извори. Понатаму работиме на законот за енергетска ефикасност. Тука е и законот за минерални суровини, значи законот за концесии, сето тоа се прави во Министерството, што сакаме една солидна легислатива да направиме, за да може сите инвеститори да знаат дека имаме легислатива според ЕУ стандардите. Во исто време ние координираме и реформската агенда, бидејќи од вкупно 745 милиони евра, 145 милиони евра се за енергетика и клима. Значи имаме сериозен тим кој работи за реформската агенда. Тука, бидејќи МЕПСО дојде кај нас, моментално е таму тендерот за спојување со Албанија. До сега, од 2015 сме требале веќе да имаме изграден, не навлегувам во причините, се уште не е изграден, ние пак таму објавивме нов тендер и тоа беше во рекорден рок завршено. Значи, ќе се поврземе енергетски со Албанија, само со нив не сме поврзани. Што значи дека нашата струјата која ќе се произведува електрична во Македонија, преку Албанија може да се пласира и до Италија. Тоа ќе биде уште една одлична работа за нас. Работиме на координација на многу проекти. Сега се подпиша, ЕСМ подпиша договор за втората фаза на ветерен парк. Подпиша исто така и МЕПСО за јакнување на мрежата, бидејќи нашата мрежа, односно далеководите се многу стари и трафостаниците ни се мора да се обноват, што значи тука треба еден сериозен инвестициски циклус за да може сите овие обновливи да се интегрираат на мрежата. Значи ние имаме голем број на активности, иако сме 100 вработени, секако сите да ги поздравам уште еднаш дека надчовечки напори прават се да стигнат, меѓутоа мислам дека ќе направат. Тука исто и делот на рударство, значи ние имаме голем број над 300 концесии. Сите мораме да ги провериме, правиме нов закон, сакаме и да го заштитиме македонскиот рубин, ние во план, сакаме да го ставиме како ресурс, минерал кој е македонски и е препознатив за нас. Имаме агенда која е амбициозна, меѓутоа се надевам дека со голем труд што се вложува ќе може да го оствариме во следната година во втората година од нашето постоење. Тоа е добро бидејќи се фокусираме на енергетиката и слично, меѓутоа одлично е што се гледа дека се посветува фокус и на рударството и на минералните суровини, но што е најважно се фокусира и на инвестиции и нови работни места и едноставно да бидеме држава за пример во енергетиката. Министерка, јас многу ви благодарам за ова ваше вечерашно гостување. Се надевам дека бевме интересни на гледачите. Разговаравме за доста важни теми во
за Министерството, но меѓутоа и за нашата држава и иднината која сите заедно ја обликуваме да имаме една квалитетна држава со напредна енергетика. Ви благодарам и вас. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вашето внимание. Се надам дека го задржавме вниманието. Разговаравме за многу важни проекти во делот на Министерството за енергетика, минерални суровини и рударство. Вам уште еднаш да ви се заблагодарам за вниманието и се гледаме веќе во следната емисија. Поздрав и секое добро.